Годинава што изминува, светот ќе ја памети како бурна како на политички, така и на безбедносен план. Неколку светски лидери дојдоа и си заминаа од власт, но она што обичниот човек најмногу го загрижуваше беа терористичките напади ширум светот, како и природните катастрофи. Годината почна со терористички напад во Истанбул. Еден напаѓач од Узбекистан отвори оган во ноќен клуб во Истанбул. Исламската држава ја презеде одговорноста, а истрагата покажа дека напаѓачот бил обучуван во Авганистан. На крајот на март, човек управувајќи со својот автомобил почна да гази пешаци на мостот Вестминстер во Лондон. Сторителот, британец кој преминал во ислам, уби полицаец преди самиот да биде застрелан. Во мај, бомбаш самоубиец уби 22 тинејџери на концертот на поп звездата Ариана Гранде во Манчестер. Ужасните слики покажуваа како младите беа разнесени додека се забавуваа на концертот на својата омилена пејачка. Лондон се чини дека оваа година беше омилена дестинација за терористите. Во јуни Комбе почна да гази луѓе по Лондон Бридж, но и тоа како да не беше доволно, па напаѓачите одеа по околните ресторани и на пазарот и убиваа луѓе. По долга бркотница напаѓачите беа совладани. Слични сцени видовме и во Стокхолм, кога терорист од Узбекистан со камион газеше по најпознатата шопинг улица во градот. Еден од најкрвавите напади се случи во август во Барселона, кога загинаа 15 туристи и локални жители. Овој напад со Комбе предизвика големо внимание на Балканот, бидејќи во тој период многу туристи од регионот беа на летување во Каталонија. На сличен начин, терорист влета во велосипедска патека и покоси 15 луѓе на Менхетен. На политички план, најголемо внимание предизвика заминувањето на Роберт Мугабе, кој со цврста рака владееше со Зимбабве 30 години. Нов председател доби и Франција. 41 годишниот Емануел Макрон стана најмладиот председател на државата по Наполеон. Покрај Макрон, во центарот на вниманието е и сопругата Брижит, која е 25 години постара од него и која му била професорка во средно училиште. Главен политички настан во 2017 година сепак беше Каталонија. Иако референдумот покажа дека граѓаните поддржуваат независност, резултатите не беа признаени од страна на шпанските власти ниту од Европската унија, кои порачаа дека местото на Каталонија е во рамките на Шпанија. Каталонскиот лидер Карлос Пучдемон беше приморан да избега во Белгија, а шпанскиот лидер Рахој помисли дека решението ќе биде во брзи избори, кои се случија и на кои повторно победија приврзаниците на независноста. На власт во Австрија дојде нам добро познатиот Себастијан Курц. Тој е најмладиот лидер во Европа, а неговиот избор е интересен за регионот бидејќи тој важи за голем познавач на состојбите на Балканот. Курц особено се истакна за време на мигрантската криза, кога се противеше мигрантите да навалат во тој дел на Европа. На крајот на годината со работа заврши и Хашкиот трибунал за војните во поранешна Југославија. Анализите покажаа дека судот не ги исполни очекувањата и не го донесе очекуваното помирување, туку напротив внесе поголеми поделби во народите од поранешна Југославија.